Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу и денеска со задоволство за вас ке спремам тавче гравче со два вида на печурки, шампињони и буковка. Ке направам една превкусна зелена салата или табуле со киноа, со булгур и многу зеленчук во неа. Гледајте не за тоа што веднаш почува. Полнам вода за гравче денеска. Гравче, тавче, ама посно, со печурки, со шампињони и со буковка. Ке направам една многу убава салата која е вистинска бомба, затоа што ќе користам булгур и со киноа. Едноставно, вкусно и здраво за сите оние што постат, а и за сите оние кои сакаат да намалат нели некој килограм. Ни доаѓа летото и јас така ќе почнам да се хранам и веќе се хранам и малце ми е полесно, верувајте. Убаво се чувствувам. Сега што треба да направам? Гравчето кое го оставив да отстои преку ноќ, да набаври, да оживее, викаат некој на тој начин. Гравчето многу полесно ќе може да се свари. По малце време ќе ни биде потребно. Во гравот ќе додадам 2 главици кромит. Кромидот во гравчето ќе даде еден посебен шмек кој јас навистина го почитувам и секогаш кога правам гравче, главиците ги ставам цели. Лукот, 2 чешни на половина килограм грав се сосема доволни. Ловоров лист без кој не можам да го замислам гравчето. Им ќе ставам многу малце, не многу, црвен пипер уште на самиот почеток, затоа што сакам зрната грав да го има целиот вкус на зачините и ќе додадам малце сумак, малце кисел зачин кој на гравот ќе му даде една мала кисела жичка која навистина секогаш годи со него. Дел ќе добие од кромидот, дел од сумакот и ќе се направи еден убав баланс, верувајте, и ќе биде навистина многу вкусно. Уште на самиот почеток ќе додадам и масло. Сето тоа ќе го зачинам со сол, бибер и со дафинка секако, затоа што барем овде кај нас на Балканот, кога станува збор за готвена храна, дафинка игра или главна улога. Еве 2 лажички дафинка, 1/4 лажичка црн пипер и 1 рамна лажичка, многу рамна лажичка од сол. Секогаш кога треба да посолите, да зачините нешто, прво малку пробајте да видите пример. Некоја сол е посолена, некоја е помалку солена. Значи тоа може да го приметите затоа што и сигурно го знаете, затоа што не секогаш купуваме нели иста сол за дома. Сега ова морам убаво да го измешам и полека ќе оставам да си се свари. А додека тоа се вари, јас ќе спремам се друго. Прво ќе ставам вода да ги сварам булгурот и киноата. И сега оставете убаво, само внимавајте, не смее да го оставите гравчето да нема вода. Значи мора убаво да внимавате и убаво да се свари. На крај ќе го споиме со печурките и ќе го ставиме да се потпече. Печурките овој пат ќе бидат замена за месо и навистина многу ги почитувам, затоа што навистина се многу здрави. Сега овдека имам 450 мл вода. Ставам да зоврие. Во оваа вода ќе ја ставам киноата, а во друго тенџерче ќе додадам околу 200 мл вода и ќе го ставам булгурот исто така да се свари и ќе зачинам со сол. Киноата, секогаш пред да ставите да се вари, треба убаво да ја измиете. Дури има едно трикче кое ми го каже мој драг пријател од Тунис, дека може и малце масло да се додаде во нејзи, на тој начин зрното ќе се двои. Меѓутоа, ако ја погодите и точната грамажа или колку 450 или 500 мл на 250 киноа, тогаш ќе го добиете истото, верувајте, а држи вода и тоа со масло, затоа што го имам и пробано. Сега во другото тенџерче ќе додадам 200 мл вода и ќе го додадам булгурот. Ќе ја уклучам и сега само да зачинам малце.
Многу едноставно ги поставуваме работите и сега што се случува на гравчето му е потребно многу повеќе време да се свари отколку на булгурот и на киноата. Кога ќе зовријат убаво 10 минути, ќе ги поклопиме и ќе ги трнеме на страна. Они ќе ја упијат комплетно течноста и таман кога ќе биде готово гравчето и кога ќе треба заедно со печурките да го додадеме во огноотпорен сад за да го испечеме во рерна, тогаш ќе ја размрдаме све, ќе ги сецкаме, ќе направиме и ќе ја направиме и салатата. 15 на 20 минути додека гравчето тапче со печурки се пече, салатата незачинета ќе ја ставиме во фрижидер и кога ќе биде све готово, ќе сервираме многу едноставно, многу лесно, затоа што готвам со задоволство и многу ми е убаво. Сега, тавчето овдека не е загреано, јас ќе ја покачам малце температурата и ќе исецкам праз. Откако ќе го испржам празот, во него ќе ги додадам печурките. На средна температура ќе ги динстам полека. Не смеете да ги пресушите, него едноставно треба да бидат половично обработени за остатокот да се дообработат нели во рерна. Ставиме масло. Додека маслото таму убаво си се загрева, јас во пан, паста од сусам, ќе додадам лимон. Панот е доста во течна форма, меѓутоа кога ќе му додадеме лимон и кога ќе го измешаме убаво, тој почнува да стега, ја менува структурата. И тоа е многу добро затоа што во него ќе додадеме масло, вода, зачини и ќе направиме еден убав прилив за салатата. Еве го, погледнете структурата. Одлично. Дадеме сол. Малце бибер и ќе продолжиме да мешаме. Во него може покасно да додадам и малце сумак, дополнителна киселост. Секако ќе додадам лупени семки од коноп, кои се вистинско богатство на протеини. 35% на 100 грама имаат меки растителни влакна, кои се многу добри за обработка на храната. Меѓутоа, секогаш кога употребуваме вакви семиња кои се богати со меки растителни влакна, треба да внимаваме на тоа дека треба навистина многу вода да пиеме. Во спротивно, ќе имаме обратен ефект. Значи, многу вода со сите овие семиња, затоа што тоа единствениот начин тие нормално да функционираат, треба убаво да набабрат, нели? А ако нема вода, остануваат така, се стврднуваат и веќе имаме проблем. Ајде се ова да пробам дали е добро. Многу ми се допаѓа. А вие во него може да додадете што и да сакате. Значи може свеж зачин. Значи многу додатоци трпи ова, затоа што е јако вкусно и убаво. Јас заборавив масло да му додадам. Ќе го измешам. Ово видете, ова убавина. Отлично, и после само ќе му додадам водичка да го разредам. Може и малце сецкано свежо нане. Едноставно вкусовите ние сами си ги правиме според она што ние сакаме да јадеме. Чувството кога ќе сготвите убава и вкусна храна која прво вие ќе ја јадете е вистинско задоволство и вистинска среќа, верувајте. Еве, празот убаво си се пржи. Едва чекам денешното јадење да биде готово. Сега додека се пржи празот, јас ќе исецкам и бадеми кои ќе го дополнат вкусот на ова зелено табуле со киноа и булгур. Одлична комбинација, многу хранливо. И верувајте дека може да замени комплетен оброк. Оние што не веруваат, нека пробаат. Навистина е така. Полесно ќе се чувствувате, а ќе бидете вистински сити. И деновиве имам многу прашања од пријатели и на социјалните мрежи и на мејл што ми пишуваат луѓе што да
готвиме кога постиме без зејтин. Како да сготвиме? Многу едноставно. Место да ги пржите работите, обработете ги во вода. Поширејте ги, динстајте ги на тивко. Значи многу едноставно, само играјте со зачините, играјте со сите продукти што вие сакате да ги јадете. Така вистински ќе ви биде убаво. Да ги ставам натре бадемите и веднаш да почнам да ги сецкам печурките. Убавина. Овие вака што се помали ќе ги ставам и цели, затоа што не сакам да се изгубат во графчето, сакам да се видат. Ете така одлична буковка. Англичаните ја нарекуваат oysters, баш и прилега. Супер, ајде сега и шампиньоните само на половина и ќе ги додадеме внатре да се пржат. Ова иде цело. Тие помалите ставете ги цели, а поголемките и сечете ги на половина. Но не заборавајте дека графчето е главната звезда во ова јадење. Шампиньоните се додаток и се всушност замена нели за месо. Сега ќе ги посолам и ќе им додадам бибер. Ето, така све е зачинето. Тоа што од самиот почеток се става основен дел на зачинот, а на крај се додава. Можеме секогаш да додадеме, а не можеме да одземеме. Многу важна работа. Ајде сега нане да истискам, ќе си одберам листови, дел ќе оставам за декорација од озгора на салатата. Тие ми се сосема доволни, еви уште две убави. И нането исецкајте го многу ситно. Сите околу вас да почувствуваат дека сецкате нане, затоа што неговата арома е толку јака, интензивна, што навистина освојува и мене веднаш ме потсеќа на зима и убав и вкусен чај од нане со мет и со лимон. Вистинско уживање. Вистинска свежина која во моментов потсеќа на пролет, на нешто свежо, затоа што кога е пролет, нели све позеленува и све оживува. Едно од моите најдраги годишни времиња. Одлично. Нането ќе го додадеме. Сега сето ова ќе го соединам. И ќе додадам малце водичка. Убаво ќе измешам и од кога ќе се соедини целата оваа смеса, ќе ја ставам во фрижидер додека да биде графчето готово. Графчето е скоро готово. Ја еве ги сечам доматите. Киноата и булгурот се оладија и ги стави во еден длабок сад. Сега ајде овде да видиме што ќе направиме. Краставичката ја исецкав на половина, па на половина добив 4 дела и тие ги исецкав ситно, да видиме сосот дали е доволно густ. Супер. Одлично. Сега за да биде уште повкусна салатата, бидејќи потребно ни е, како што кажав, 20 на минути графчето да се испече. Сега да земам само блендерот, да го ставам кромидот, да го изблендирам, тоа дополнително ќе даде густина. Ајде прво вака ќе го ставиме тука. Графчето за мерак. Само сега морам да го пробам на вкус. Печурките ги пробав, одлични се. Уште малце дафинка. Може уште малце дафинка да додадам. Сосема доволно. Едново кромиче ќе го ставиме тука. И другово, ово е малце подебело, ќе го исечам на половина.
ставете малце од течноста и малце од зрната цварени граф. Внимателно ќе го извадам. Се тоа ќе го додадам во графчето и добро ќе измешам. Шубава густина дојде. Ставете масло во еден длабок сад. Дојдете црвен пипер. И уште малце кисел зачин. Се тоа вака убаво соединете го. Печурките додајте ги заедно со испржениот прас. Многу убаво и вкусно мириса, искрено да ви кажам. Преска спомнав, сега пак ќе спомнам, едва и чекам да биде готово. Одлично. Сега. Ова ќе го додадеме. Ќе измешам. Ова оди на 200 степени, полека и убаво да се испече додека од озгора не добие убава кора. Ајде да видиме сега докаде сме со салатата. Сега, многу едноставно. Прво, во булгурот и во киноата ќе додадам од сосот. Нане и сецкан бадем има внатре. Ова е сосема доволно за почеток. Сега ќе ја соединиме. Шубаво. Морам да пробам да видам дали е доволно добро. Уште малце сол и бибер. Ова и вака може да се јаде, навистина е многу вкусно. Сега ќе додадеме свежа краставичка, шери домати. Све добро ќе соединам. Уште малце од сосот. Ова ќе биде многу здрава салата, многу хранлива, како што ви кажав, преска. Она што треба да го направам на крај и е многу важно кога станува збор за табуле е Макдонос. Многу сецкан, ситно Макдонос. Половина ќе ставиме внатре во салатата, а половина ќе ставам од озгора која ќе ја ставам во чини. Можете да додадете и малце лукче, може свеж црвен кромит на месечинки или бел кромит на многу ситни коцки. Еве сега салатата. Само ова да го досецкам. Додека се пече графчето, салатата ќе ја ставам во фрижидерна температура до 4 целзиусови степени, да биде ладна. А додека стои во фрижидер, сите вкусови ќе се соединат и салатата ќе биде навистина многу вкусна. Лепче, со графче секогаш. Во чинијата за салатата ќе ставиме малце од приливот. Одлично.
одозгоре да ставам Макдонос. Колку повеќе, толку подобро. Малце семе од коноп и ливчиња нане за дополнителна свежина. Едно овде одозгора вака ќе ставам. Малце кисел зачин, дополнително за мерак. И сега, многу важна работа, гравчето. Оф, видите колку ќе. Сосема доволно. Малце Макдонос, малце кисел сумак и нека ни е на здравие. Убаво, вкусно, посно и здраво. Направете го и вистински уживајте во неговиот вкус. Тавче гравче со печурки. Навистина одлична комбинација. Печурките комплетно може да го заменат месото, а на тавчето гравче му даваат идеален вкус. Верувајте и направете го ова дома затоа што сите вистински ќе уживате. А за салатата не сакам ни да коментирам. Се што стави внатре е навистина многу здраво и добро за нас. Имајте убав ден, бидете добри, гответе здрава и квалитетна храна и секако посетете нашата веб продавница 4сезони.mk каде што ќе најдете се што ви е потребно за вашата кујна. Да ги поздравам и моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако да ве поздравам вас и да ви посакам убава и пријатна вечер.